Najverovatno Pavle nikogаш не го посетил Колоси, градот во Мала Азија, денешна Турција, на околу 200 километри источно од Ефес. Првиот кој таму го донел Евангелието бил Епафрас. Колосјаните, од глава 1, 7 стих, до глава 4, 12 стих, еден од придружниците на апостолот, кој самиот бил од Колоси. Додека Павле се наоѓал во затвор, глава 4, 3, 10 и 18 стих, веројатно во Рим, Епафрас дошол да го извести дека колосјаните паднале под влијание на пропагаторите на едно ново учење. Според нив, за да се спознае Бог и да се биде спасен, потребно е да се обожуваат духовните сили, да се извршуваат одредени обреди, како например обрезанието, и да се запазуваат строгите правила кои се однесуваат на јадењето, пиењето и слично. Известен за оваа вознемирувачка ситуација, апостолот веднаш им пишува на колосјаните дека е сосема доволно само да си спомнат дека спасението ни е ветено од Бога во Исус Христос. Тој веројатно им го доставил ова послание со посредство на Тихик и Онисим, глава 4, од 7 до 9 стих. По поздравот и молитвата за благодарност кон Бога, глава 1, од 1 до 14 стих, првиот дел ја прави очигледна Христовата надмокност. Тој е поголем од сите духовни сили. Тој е единствениот поглавар на црквата, глава 1, 15 стих, до глава 2, 3 стих. Веднаш потоа, апостолот го свртува вниманието на колосјаните на искушенијата во кои можат да западнат, глава 2, од 4 до 25 стих. Последниот дел ги прикажува практичните согледувања за новиот живот, што престои во заедништво со Христос, во самата христијанска заедница, во семејството и во општеството, глава 3, од 1 стих до глава 4, 6 стих. Заклучокот донесува низа лични пораки и поздрави, напишани своерачно од апостолот, глава 4, од 7 до 18 стих. Лажните учења можат да ја променат формата и содржината од една епоха во друга, но тие имаат секогаш нешто општо. Тие настојуваат да ги оттргнат христијаните од верата во единиот Христос. Токму затоа, содржината на посланието до колосјаните е секогаш современа. Таа ја истакнува надмокта на Христос, кој ослободува од секакво духовно робство. Послание до колосјаните. Глава 1. Поздрав. Павле, по волјата Божја, апостол на Исус Христос и братот Тимотеј, до светиите и верните браќа во Исус Христос што се во Колоси, благодат вам и мир од Бога, нашиот Отец и Господ Христос. Молитва за благодарност за Евангелието. Му благодариме на Бога и Отецот на нашиот Господ Исус Христос, секогаш кога се молиме за вас, бидејќи слушнавме за вашата вера во Христос Исус и за љубовта ваша, која ја имате кон сите светии, поради надежта која се чува за вас на небесата, за која порано сте слушнале од словото на вистината, Евангелието, кое е во вас, како и во целиот свет, и принесува плод и расте, како и меѓу вас од оној ден кога ја чувте и познавте Божјата благодат во вистината, како што и научивте од Епафрас, нашиот возлюбен соработник, кој е верен служител Христов заради вас и кој не извести за вашата љубов во духот. Затоа и ние, од оној ден кога го чувме тоа, непрестано се молиме и сакаме да се исполните со познание на неговата волја во секоја мудрост и духовно разбирање,
Tada postapuvate dostojno za Boga, ugoduvajte mu vo se, prinesuvajte plot vo se koje dobro delo i da rastete vo poznanijeto na Boga. Ukrepuvajki se so sekakva sila preku negovata slavna moć, za sekakva trpeljivost i velikodušnost so radost. Blagodarejte mu na Boga i Otecot, koji ne napravi sposobni da učestvujame vo nasledstvo to na svetijite vo svetlinata. Ne izbavi od vlasta na temninata i ne povede vo carstvo to na svoj otvozljuben sin, bo kogo imame otkup preku krvta negova i prostuvanje na grevovite. Ličnosta i Hristovото дело. Тој е слика на невидливиот Бог, првороден пред секое создание, бидејќи преку него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо. Било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преку него и за него создадено. Тој е пред се и се во него стои. И тој е глава на телото, односно на црквата. Тој е почеток, првороден од мртвите, за да има првенство во се. Бидејќи во него благоволи Отецот да ја насели сета полнота и преку него да измири се со себе, или земно, или небесно, творејќи мир со крвта на неговиот крст. И вас кои некогаш бевте отуѓени од Бога и непријатели поради помислите кон лоши дела, сега ве примири во телото на неговото тело, преку неговата смрт, за да ве представи пред себе свети, непорочни и без вина. Само ако останете во верата тврди и непоколебливи и бидете неотклонливи од надежта на Евангелието што го чувте, кое е проповедено на секое поднебесно сознание и кому што јас, Павле, му станав слуга. Павловата дејност како слуга на црквата. Сега се радувам во своите страдања за вас и го пополнувам недостигот од Христовите маки во моето тело за телото негово, кое е црквата. Нејзи станав служител по Божја наредба, што ми е наложена мене за вас, за да го исполнам Словото Божјо, тајната скриена од векови и родови, а сега откриена на неговите светии, на кои Бог пожела да им покаже какво богатство на слава има во таа тајна за незнабожците, односно дека Христос, надежта на славата, е во нас. Него ние го проповедаме, вразумувајќи ги сите луѓе и учејќи ги со сета мудрост, за да го представуваме секој човек совршен во Христос. Затоа се трудам и се борам, зашто неговата сила со голема моќ дејствува во мене. Глава 2. Сакам да знаете во каква голема борба сум заради вас и заради оние што се во Лаодикија и во Јерапол и поради сите кои не ме видоа лично. Нека се охрабрат срцата нивни, та соединети во љубов во секое богатство, со потполно разбирање да ја познаат тајната на Бога и Отецот и на Христос, во кого се скриени сите сокровишта на мудроста и знаењето. А ова ви го велам за да не ви измами некој со лукави зборови, зашто, макар и да сум отсутен со телото, со духот сум при вас. Радувајќи се и гледајте го вашиот ред и цврстината на вашата вера во Христос. Исполнетост со животот во Христос. Поради тоа, како што го примивте Господ Исус Христос, така и одете по Него, вкоренети и утврдени во Него и укрепени во верата, како што сте научени, изобилувајќи во неа со благодарност. Браќа, пазете некој да не ве заведе со филозофија и со празна измама, што се потпира на човечкото предание, на стихиите на светот, а не по Христос. Зашто
во него телесно живее сета полнота на божеството, и вие да бидете исполнети во него, кој е глава на секое началство и власт. Во него сте и обрезани преку неракотворено обрезание, откако го соблековте гревовното тело на плотта, преку обрезанието Христово. Откако се погребавте со него во крштевањето, во кое заедно со него и воскреснавте преку вера во силата на Бога, кој го воскресна од мртвите. И вас, кои бевте мртви во гребовите и во необрезанието на вашето тело, тој заедно со него ве оживи, простувајќи ви ги сите гребови, извршувајќи го ракописаниот закон, кој со своите прописи стана наш непријател, кого тој го зеде од средината и го прикова на крстот. И откако ја зграби силата од началствата и властите, тој ги изложи јавно на позор и славејќи ја во себе победата над нив. Па така, никој нека не ве осудува за јадење или пиење, или за некој празник, или за млад месец или саботи. Тоа е само сенка на она што доаѓа, а телото е Христос. Никој своеволно да не ве мами со смирена омудрост и служење на ангелите, впуштајќи се во она што не го видел, гордејќи се залудо со својот телесен ум, и не се придружи кон главата, од која целото тело, поддржано преку зглобови и врски, расте со растење според Бога. Да се умре и да се живее во Христос. И така, ако вие со Христос умревте за почетоците на светот, тогаш зошто се препирате, како уште да живеете во светот? Не се фаќај, не вкусувај, не пипај. Сите тие се определени за распаѓање, кога се управуваат според човечките заповеди и учења. Тие само наликуваат на мудрост во своеволното богослужење, во лажните понизности и во нештедењето на телото. Но тоа нема никаква вредност, освен што го заситуваат телото. Глава 3. И така, ако сте воскреснале заедно со Христос, барајте го она што е горе, каде што Христос седи оддесно на Бога. Мислете за небесното, а не за земното, зашто вие умревте и вашиот живот е сокриен со Христос во Бога. А кога ќе се јави Христос, вашиот живот, тогаш и вие ќе се јавите со Него во слава. Стариот и новиот живот. Затоа умртвете ги органите од заемна природа во вас, односно блудството, нечистотата, сласта, лошата желба, лакомството, кое е идолопоклонство. Поради тие пороци доаѓа гневот Божји врз синовите на непослушноста, меѓу кои некогаш се движевте и вие, кога живеевте во тие пороци. А сега и вие отфрлете се од себе, гневот, лутината, злобата, хулењето, срамните зборови од својата уста. Не лажете се еден со друг, зашто веќе го соблековте стариот човек заедно со неговите дела и се облековте во новиот, кој се обновува во познанието според образот на својот Создател. Тука нема повеќе ни елини, ни јудејци, ни обрезани, ни необрезани, ни варварин, ни скит, ни роб, ни слободен, а се и во се е Христос. И така како избраници Божји, свети и возлюбени, облечете се во милосредност, доброта, смиреност, кротост и долготрпеливост. Трпете се еден со друг и проштевајте си. Ако некој има поплака на некого, како што Христос ви прости, така и вие направете. А над сето тоа, облечете се во љубов, која се сврзува во совршенство. И мир Божји да владее во срцата ваши, зашто сте повикани во едно тело и бидете благодарни. Словото Христово изобилно нека се всели во вас,
во секоја мудрост да се учите и да се советувате еден друг со псалми и химни и со духовни песни, пејќи му на Господ со благодарност во срцата ваши. И се што правите со збор или со дело, правете го во името на Господ Исус Христос, благодарејќи му преку него на Бога и Отецот. Лични односи во новиот живот. Вие, жените, покорувајте им се на мажите своји, како што прилега во името на Господ. Вие, мажите, сакајте ги жените своји и не огорчувајте ги. Деца, на родителите своји бидете им послушни во се, зашто тоа му е благоугодно на Господ. Татковци, не дразнете ги децата своји, за да не паѓаат со духот. Вие, слуги, во се бидете им послушни на своите земни господари по тело. Слугувајте им не само пред очи, како оние што сакаат да се умилкуваат на луѓето, туку во простота на срцето, со страхопочит кон Бога. И се што правите, правете го од душата, како за Господ, а не за луѓе, знаејќи дека како награда ќе добиете од Господ наследство, бидејќи на Господ Христос му служите. А кој врши неправда, ќе добие според неправдата своја и нема да има пристрасност. Глава 4. Вие, господари, бидете справедливи спрема слугите своји и давајте им го она што е правично, зашто знаете дека и вие имате Господар на небесата. Препораки. Бидете постојани во молитвата, бидете бодри во неа со благодарност. Молете се исто така и за нас, за да ни ја отвори Бог вратата на проповедта да ја разгласуваме Христовата тајна, поради која сум и во окови, та да ја откријам како што треба да зборувам. Спрема надворешните, однесувајте се благоразумно, ползувајќи го времето. Зборот ваш секогаш да биде благодатен, зачинет со сол, за да знаете како треба на секого да му одговарате. Последни поздрави. Што се однесува до мене, се ќе ви соопшти Тихик, љубениот брат и верен служител и соработник во Господ, кого нарочно поради тоа го испратив кај вас, за да разбере како сте и да ви ги утеши срцата ваши. Заедно со Онисим, верниот и омилен наш брат, кој е од вас, тие ќе ви раскажат се што станува овде. Ве поздравува Аристарх, кој е затворен со мене, и Марко, внукот на Варнава, за кого добивте заповед. Ако дојде кај вас, примете го. Исто така и Исус, наречен Јуст. Тие се од обрезаните и единствени сотрудници за Царството Божјо, кои ми беа утеха. Ве поздравува од вашите Епафрас, служител на Исус Христос, кој секогаш во молитвите свој се грижи да бидете совршени и исполнети со секаква волја Божја. Сведочам за него дека тој има голема ревност и грижа за вас и за оние што се во Лаодикија и Јерапол. Ве поздравува Лука, возлюбениот лекар, и Димас. Поздравете ги браќата во Лаодикија и Нимфана и неговата домашна црква. Откако ова послание ќе биде прочитано кај вас, потрудете се да биде прочитано и во Лаодикиската црква, а она од Лаодикија да го прочитате и вие. Кажете му на Архип: гледај ја службата што си ја примил во Господ да ја извршуваш. Својрачен поздрав од мене, Павле. Помнете ги оковите мои. Благодат меѓу сите вас. Амин.